Добро дојдовте во моето ново видео. Денес се снимаме со Моника Станајковиќ. Малце ќе поразговараме за незината кариера, така да останете до крај на видеото. Има што да се слушне, има што да се разговара. Мило ми што ме прифати да снимаме заедно. Здраво, Стефан. Мене ми е мило исто така што конечно се договоривме да се видиме и да снимаме. Дали си спремна? Секогаш. Прво ќе почнеме од каде е идејата за свој бренд да создадеш ти? Па идејата ми е на мене доста долго време за тај мој бренд, значи не е тоа нешто кратко. Јас брендот го имам година дена, идејата е веќе можеби 2 години уназад. Така да секој сум сакала да се занимавам со нешто креативно, нешто што ќе биде мое, нешто што ќе може да искористам моќта на социјалните мрежи, да можам да го промовирам. Јас сум доста креативна личност и идејата е лично од мене, немам некоја посебна инспирација, самата на себе сум инспирација. Колку време си со брендот, колку име составен? Па брендот сега во декември месец ме направи 1 година откако го имам, откако е се официјално почната и онлайн продажба и сум доста задоволна. Супер, ете се сигурно ќе ги заинтересира гледачите. Од каде те до задруга? Како стигна до тоа? Како стигнав? Па пак ќе кажам, тоа моќта на социјалните мрежи ме викна на разговор, не сум одела преку никој, не сум фаќала некои врски, едноставно ме викна, сум им била интересна и така. Супер, како беше чувството? Чувството е преубаво, значи чувството е непоновливо, како да кажам, значи тоа е едно незаборавно искуство, што ќе го памтам цел живот и мислам дека најдобра одлука, една од најдобрите одлуки во животот ми беше што одлучив да влезам во реалити. Супер, што се деси вака што излезен на најавно? Па сега не можам баш да зборувам што, како и зошто, се заради договорот што го имам склучено со Pink телевизија, но се десија некои компликации во врска со мојот приватен живот, некому му сметав таму. Не сакаше повеќе да бидам дел од тоа шоу, али небитно, јас мојата промоција си ја направив, така да, како што кажав и во една од претходните емисии, има големи шанси да се вратам пак во тоа шоу, мада ќе видиме што како. И сама се ќе преразговараме за љубовта. Дали денешто време признаваш љубов? Како мислиш, дали признавам? Дали има денешто време Дали љубов? има љубов, мислиш? Па има. Мислам дека има многу ретко, но има. Ако се ценат некои прави вредности, не знам како да кажам, али јас верувам во љубов, јас сум емотивен човек, јас сум доста романтична, јас цел живот верувам во љубов и јас се водам кон тоа дека некош ќе најдам сродната душа. Добро, реално денешно време мислам дека поќе измената се, пример, може машките и женски, мислам и љубовта, поќето се многу ретки, мислам според мене, дали ти женашме, дали машко или женско, пошто реално дека многу тешко треба да се довериш и да бидеш искрен спрема некој, пошто реално ти го запознаваш, пример, излегуваш на други, пример, други ден сакаш што да створи со него, пример, иднина на други, на краја тие со нешто, пример, тие идеи, пример, тие планови што си ги прави со него, стално закаснуваат и мислам дека многу тешко може да најдеш некој отколку да се довериш на некој. Точно, да, довербата е клучна, да кажам, во една врска. Ако нема доверба, буквално и љубовта и почита се паѓаат во вода. Едноставно, довербата е на прво место за да се изгради еден здрав темел за една врска, е стварно многу битна довербата. И точно во денешно време е многу тешко да најдеш некому кому можеш да му се довериш, да му ја дадеш својата доверба. Али се уште имам нешто скриено во мене што мислам дека постои љубов, ипак е многу ретка. Како што кажав, не се ценат некои прави вредности, се е интерес и се е корист. Да, реално да. Но мислам дека може да се најде сега некој на 20, некој на 25, некој на 30, али? Да. Реално да се најде правата личност. Битно е да се најде, никогаш не е доцна. Битно е да се најде личноста со која што мислиш дека ќе го помине животот. Супер, беше ме интересираме на твоја мислење, дали би одела, пример, со помлад или со постар? Пример, ако си ти, не знам, со кога години си ти? 23. 23, добро, како мене се. И за пример 23 имаш да одиш со пример 30 години или пример имаш 23, тој има, што знам, 19, 20 макс. Јас искрено, сите што ме познаваат и вака од социјални мрежи и онака лично, знаат дека јас секогаш сум сакала постари и секогаш сум била со постари. Така да, не дека не би била, не можам да знам што ќе се случи во животот. Можеби после 5 години ќе бидам со некој што ќе биде 7 години, карикирам, например, помлад од мене или небитно, али некој мој тип, некоја моја годишна возраст е да биде барем, да речеме, 10 години постар од мене, не знам, тоа е
Тоа е некое мое, како да кажам, како јас сакам, како јас сум досега имала некои мои врски, но нема правило. Никогаш нема Јас правило. мислам дека годините се само бројка, зависи тој како ќе се постави, зависи што цел има со тебе. Точно, точно. Како што сакам јас да кажам дека зрелоста не е во годините. Значи, зрелоста е сосема нешто друго, така да може да биде и 18, мада машките покасно созреваат, тоа можеш да го признаеш, дека машките покасно созреваат од женските. Не знам ти то така стана. Па еве, не знам ни јас, али искрено така и јас мислам дека е така, дека женските на 20 години, например, многу позрело размислуваат од машко на 20 години. Машко, размислувањето што го има женско на 20 години, машкото ќе го има на 27, например. Така да точно немат врска, годините се само една обична бројка, битно е како тој човек колку ќе биде зрел и како ќе се постави спрема тебе. Да, управо. И се друго мене не ме свата и никош мислам во живот да нема да сватам јас како може пример одиш ти со некој пример не знам 2-3 години, 4 години. И се мене не ми јасно од нигде никаде пример машкото пример ти си му имаш дани, тој пример си ти има дана. И од никде никаде оладва и пример сака да прво дали да ти мане прави, сака да пример да мекне со тебе, а не се како да ти раскине друго. И како го прифаќаш, да пример нам да разберам, пример одам 6 години врска и од нигде да оладва ми се понаша не знам ладно, сака пример, едноставно луѓето многу тешко се искрени и не знаат да ја погледнат пример другата личност за да му каже пример не, али не можам пауза сакам, не знам. Како да го објасните? Тоа е лошото. Пауза во врска мислам дека е нешто најлошо што може да се случи, значи. И јас сум секогаш за тоа, јас сум премногу искрена личност, значи јас сум многу искрена. Некогаш искреноста ми донесува добро во животот, некогаш лошо, некогаш многу ме кошта, али како и да е, се е некој искушение во животот, како и целиот живот, како и љубовта, едноставно се се некои искушенија на кои сме поставени и мораме да ги поминеме едноставно. Така да многу им е тешко на луѓето да бидат искрени, а и не сакаат да ја признаваат реалноста. Значи, кога ќе им ја кажеш реалноста, кога можеби таа некоја спротивна страна се плаши дека другата страна ќе биде повредена доколку им каже, доколку му каже или каже небитно како и да е. Искрено не сакам еве со тебе, завршивме. Пример, јас лично мене ако ме питаш, јас секогаш сум за искреност. Луѓе сме сепак, се разбираме со зборови, мислам дека сме доволно паметни и зрели за да можеме да комуницираме на еден људски начин, како да кажам. Така да мислам дека е само едноставно се е во разговорот, се е во разбирањето. Кога ќе се седне и вака, јас и ти веќе не можеме, тоа е тоа и секој по својот пат, отколку да има превари, да има лажење, манипулации и се тоа. Да, јас мислам дека повеќето луѓето го кријат тоа и мислам дека од скрената не можеш никош да избегиш, така дека тоа што се дали за еден месец или за два, и се дозде. И мене ме интересно дали пример би одел со машко пример, успери пример да те манипулира тебе, успери да е во врска со некој друг. Не, дефинитивно не. Тоа е нешто што никогаш не би го прифатила. Мислам, најниското нешто што може да се постави. Не, никогаш. Да знам дека ме манипулира, дека ме лаже, дека има на страна некоја друга, не. Едноставно, јас сакам стабилна врска, јас сакам врска каде што ќе бидам почитувана, сакана, каде што ќе ми биде мојот партнер лојален и се тоа така да манипулации не доаѓаат во обзир во мој случај. Дали одма се доверуваш на некој? Не. Многу е тешко некој да... Многу е како, јас сам некако може да се доверува тој наједнаш. Пример, 2 пати го запознае и готов им стакнете довер. Од кај раздана што може да направите за тоа? Јас сум многу ладна личност. У принцип, јас сум личност каде што е многу тешко да добие човек да ја добие мојата доверба или јас да се доверам некому. Така да мислам дека за се едно нешто треба време, треба период. Не е поентата да ја даш некому довербата и после тоа да биде искористено и 1, 2, 3 не е тоа така. Значи, мислам дека за секое нешто треба време. И за друго прашање, дали имаш над превара? Како? Превара. Дали јас имам направена превара? Не знам, јас да се не е направена. Мислам, реално некој што прат за не дека пример од гонеќето, нешто што му е тешко внатре, не знам, токсична врска пример с најможен да постави. Не дека нема да мам правен, наставно ќе се тргнам и ќе речем да ме немам токсична врска, љубомора, па нема шанса. Точно, љубомора. И повеќето мислам дека за тоа
дали прават превари или се оладват или се тргат скроз. Тие трите опции се мислам. Љубомората е тоа, ти е посесивност, тешка посесивност, значи тоа е многу лошо. Јас пак ќе кажам, ја не сум воопшто љубоморна, значи љубомората на мене воопшто не ми е знак на љубов. Довербата, пак ќе кажам, довербата е клуч на љубовта. Значи, ако има доверба, љубомората ја нема. Значи, доколку љубомората е присутна во голем степен, тогаш тука е нанишена довербата. Довербата не е како што треба и треба да се работи на тоа. Имам направено превара, не го оправдувам тоа, да не мисли некој сега дека треба да земе пример од тоа. Ме имаат изневерено, имам изневерено и јас сум големо злопамтило, значи, така да мојата превара е била за да вратам нешто, не е била направена онак. Не била чисто за да вратам нешто, али пак ќе кажам луѓе, доколку сакате да завршите врска, доколку е токсично, доколку е посесивно, доколку не можете, ве гуши, имате притисок, слободно разговарајте и одете. Не изневерувајте, не се мачете, не останувате во однос што не функционира. Во права се зова. После прашам што плани имаш во иднината со брендот и општо со другите плани што имаш, ако може да откриеш нешто. Со брендот, искрено, имам да го проширам надвор од граница на Македонија. Значи да видиме прво да пробам на Балканот, после можеби ќе се прошири Европа, вамо тамо, значи небитно. Пошто моментално ми работи само низ Македонија. Како што кажав, доста сум задоволна како ми оди, се надевам дека ќе оди уште подобро. Планирам нормално, не знам, секојаш кога ќе ме прашаат во секоја емисија, се збунувам на ова прашање, не знам што да одговорам. Бидејќи навистина сум како да кажам, остварена на секое поле, професионално зборам, сега зборам за кариера, значи тај некој приватен, фамилиарен живот, тоа го оставам јас после кариерата, значи кариерата ми е мене на прво место, бидејќи јас се градам на професионално ниво, градам кариера, градам име кое што го градам веќе 5 години. И ако јас утре се мажам, се остварам како мајка, тука не кажувам дека тоа лошо, значи на сите ни е желба и сите живееме за тоа еден ден да имаме своја фамилија, да имаме деца. Тоа е богатство, али првенствено за луѓе како мене кои што се во јавниот живот, кои што градат кариера во мало место каде што е многу тешко да се издигнеш. Кариерата им на прво место, после останува некој тај приватен план, се извинувам. Така да имам во план да одам во Србија некое време да снимам тамука емисии, некои реклами, неколку проекти на кои што работам, поголеми проекти. Имам план да патувам сега, имам наредните 3-4 месеци, имам неколку поголеми патувања, бидејќи претходната година буквално не патував нигде, бев само работа, бев фул соврски, така да оваа година имам оставено за мене да се посветам на мене. Со релакс. Баш оноа релакс, да се посветам на мене, да уживам, да градам уште повеќе успех, да ги нервирам сите луѓе кои што не ме сакаат, нели? И тоа е тоа. Фала мило ми што нешто прифатмуната. Толку до видео, ако ви се допана видео, ако сакате што вакви нови видео, да не заборавате да ставите лайк, субскрайб и обавезно да запратите мене на Инстаграм, Станојкова Стар. Ти имаат на Инстаграм, сега кај мене ние се гледаме во наредната видео.